Уште од настанокот на цигарите се појавувале сомнежи за нивниот ефект врз здравјето на луѓето. Така во 1906 година САД ги брише тутунот и никотинот од официјалната листа на лекови. И токму тогаш стапува на сила машинеријата на умештата пропаганда. Таа почнува да ја врти приказната во своја корист, за да создаде профит. Okay, how's about taking a nap? Hey, I got a better idea. Let's take a Winston break. That's it! Во оваа пропаганда не се поштедени ниту децата. Брендот за цигари Винстон е генерален спонзор на првиот анимиран серијал Флинстонс со претежно млада публика. Тогаш веќе се знаело за негативните ефекти од пушењето врз белите дробови. Но и покрај тоа, тутунската индустрија свесно вложувала во обидите да ја привлече и најмладата публика. Зголемување на пазарот со младите пушачи го постигнала и американската компанија Reynolds Tobacco, тогаш собственик на брендот цигари Camel, кога во 1988 година ја иницира сега озогласената кампања Old Joe Camel. И според истражувачи на Стенфорд универзитетот, ликот Джо Камел бил привлечен за децата, имал младински сленг и двојно значење, за да се потенцира мекиот вкус на овие цигари. How often does your job call you out of bed in the middle of the night? Well, if you were a doctor, it would be often. Во период на Втората светска војна, Камел ја водеше кампањата за твоето варење, пуши Камел, или пак кампањата повеќе лекари пушат Камел, кога актери кои глумеле лекари имале за цел да ја смират јавноста која веќе се сомневала во придобивките од никотинот. Дополнително, за да ги привлече младите мажи, Џо бил хипермажествен, зашто сведочи неговото лице, кое многу наликува на машките репродуктивни органи. По два неуспешни обиди за забрана на кампањата во 1997 година, Камел доброволно ја повлекува. Пушењето представувало символ на маженственост, па тутунската индустрија во обид да ги привлече и жените, создала представа за тутунот како семејна вредност. Сепак, најголем продор во таа бариера на мажи пушачи и жени непушачи ја создал таткото на пропагандата, Едвард Бернейс. Тој бил ангажиран од American Tobacco, при што ја создал кампањата Факели на слободата, во која пушењето цигари ја еманципира и ослободува угнетената жена. Тој одлучил да ангажира жени да ги пушат нивните факели на слободата, додека оделе на парадата на Великденската недела во Њујорк. Фотографиите допреле до целиот свет, а години подоцна се повеќе жени заболеле од рак. Но пропагандата тука не запира. Како одговор на штетните ефекти од пушењето, во раните 50-ти почнуваат да се промовираат цигарите со филтер. Тие беа сметани за женски, па мажите се срамеле да ги пушат. И токму затоа, маркетерот Лео Бернет го репозиционира брендот со каубојот или Малборо човекот, символ на независноста и слободата во американската култура, која се повеза со цигарите како задолжителен детаљ. Токму Малборо човекот е пример за менување и зголемување на пушачките трендови, но и символ на создавањето на една од водечките адвертајзинг икони во 20 век. Сепак, контраверзите околу Малборо човекот се воедно и потсетник за одговорноста што ја носат огласувачите во промовирањето на производи кои можат да имаат штетни ефекти врз јавното здравје. Сепак, користењето на обични луѓе и денес е едно од најкорисните средства при ширење на пропагандата. Со нив едноставно се поистоветува и сочувствува публиката, еднакво како што им се верува на авторитетите кои можеби и користат извртени факти или пак на инфлуенсерите. Како овој вид на пропаганда се одразува кај нас? Дали ваквиот еволутивен развој се пресликува или ние поинаку ги препознаваме во нашата заедница? Секој општество е зафатено од пропаганда. Јас би рекла дека секој општество се менува со пропаганда и од тука се всушност се менува и современиот човек. Фактички современиот човек станува зависен од некакви информации кои му се блиски до неговите вкусови, потреби, аспирации, асоциации кои всушност произлегуваат од некакви
кампањи, да го објасниме тој процес на корпоративна пропаганда, можеме да кажеме следно. Дали сите мажи вака што изгледаат треба да изгледаат вака на овој соодветен начин и тоа значи дека користат Marlboro цигари и дека се згодни, убави, физички работат, значи тука имаме и некаква статусна позиција. Или обратно да го ставиме како корелација на овој пример е мажот кој рекламира Давидов. Тој е згоден, шармантен, во одело, со стил, ама и се гледа оној материјален фактор за разлика од овој претходниот. Ги спомнувам овие два типа на промоција на таа корпоративна пропаганда, токму заради да ја воочиме разликата помеѓу нив и да ги поставиме дилемите со кои од следењето, од емитувањето и од процесирањето на ваков вид на пропаганда кај некој ќе побуди интерес. А во каква корелација се порастот на пушењето или пак на пушачите со пропагандата? Дали може да зборуваме за нивна спрега? Се води сметка за овие категории, бидејќи многу се води сметка на кога се изготвуваат од овој вид на корпоративна, особено пропаганда, стратегии, се води сметка кој е општеството, кои се тие луѓе што живеат, која е таа таргет група, ги запознаваат малце повеќе, еве да речеме, како пример би ги посочила актуелните електронски цигари. Ели, ајде, актуелниот бренд IQOS, кој ќе го преведеме од англиски јазик, значи се откажувам од регуларното пушење, така. Превод вака колоквијален. Тоа значи дека што добиваат корисниците со таков вид на промоција на такви цигари? Простор, слобода, сегде може да бидат присутни, комфорт зона, на никого не му пречат. Тоа значи дека во свеста на поединецот се представува еден друг свет. Свет кој за корисниците потенцијални или оние кои веќе се конзументи, ајде повеќе поточно, ќе можат да уживаат во тој стил, така. Се слободни, се задоволни, комфортно се чувствуваат, среќно се чувствуваат, дури некој можеби смета дека тоа е мода, дека тоа треба да биде ин. Во најголем дел се младите промотори. Другиот дел од населението се некако навикнати, своите навики ги насочуваат во однос на регуларното конзумирање на цигари, оние класика од оно што претходно зборувавме, Marlboro, Давидов или не знам, за мажи и за жени, така, а овде сега во младата популација не би изделувала по пол, туку би рекла дека возраста е пресудна и мислам дека да се биде ин, односно статус. Овие средства на пропагандата денес се во низок старт, но со еден поинаков производ. Двете брзо растечки алтернативни технологии за испорака на никотин, електронските цигари и загреаните тутунски производи, или пак популарните IQOS. Во Македонија во 2021 година тивко беше донесена одлука со која несогорливите тутунски производи и уредите за нивно загревање не се забранети. Со тоа се создаде слика дека овие производи се значително помалку штетни за околината и здравјето. Дел од рекламите, пушењето цигари го прикажуваат како седатив и како стимуланс, а скриената пропаганда содржи асоциации на пушењето со се што е привлечно, како одмор, забава, младост и витко тело. А тие се и моден додаток, бидејќи новите дизајни на уреди за загревање се во лепеза од бој, таман за секоја чанта, лакирани ногти или пак за костум. Техниките за наметнување пропаганда се повторуваат од минатото и се сосема успешни и денес. Затоа научете како се создава пропаганда, за да знаете да ја препознаете следен пат кога ќе бидете на мета.